Што очекувам во кампањата? Може би е најдобро да кажам како јас ја замислувам кампањата. Веќе реков како рамноправен надпревар на идеи, како етички надпревар на програми, како витешки надпревар на ставови, и јас ќе се држам до тоа. Ниту во животот сум правела, ниту имам намера да применувам ад хоминем или напад на личност или перцепција на личноста во кампањата. Секогаш ќе дискутирам за реалните проблеми. Ќе им се обраќам, се разбира, не само на оние кои ми отворија врата, веројатно сакајќи да покажат и да докажат демократски капацитет за некој однадвор, како мене, кој ги критикувал. Мислам на партијата ВМРО ДПМНЕ, но јас ги критикувам и другите партии кога треба и ќе продолжам тоа да го правам, туку ќе им се обраќам на граѓаните, на индивидуите, а не на партиите. Зошто? Бидејќи мислам дека меѓу нив има луѓе кои ме познаваат мене како професорка, понекогаш како некој кој на медиумите ги изразува своите ставови, значи би сакала со мене и околу мене да бидат неутралните гласачи, гласачите кои може би идеолошки припаѓаат кон други партии, но она што се случуваше овие години длабоко ги разочара, оние кои прв пат ќе гласаат, и мислам дека во нивно име ќе ги застапувам и пред владата, но исто така и пред парламентот. Значи, шансите на некој кој е непартиски, надпартиски, да ги представува сите граѓани, да докаже дека е човек од народот, за народот, со народот, мислам дека се големи и таквата личност има шанса да посегне по помирување, бидејќи поподелено општество од македонското во моментов мислам дека нема.